Корчагин, Радиовчески Корчагин, Средното училиште на град Скопје, сказно-приказна настан евент посветен на новата година и на магијата која што доаѓа со крајот на годината, која што ние луѓето сакаме да си ја донесеме барем во тие празнични денови. Имаме 4 дами гостинки во студиото и еден господин или господин од Радиовчески Корчагин. Може на широко да ги видиме. Ке ве представам сите редоследно од тука па до професорката. Матеја Јовановска, добро утро. Добро утро. Тамара е таму, Милена сте вие, така? Да, Милена Акимовска. Михаела, прости, Акимовска и Матеја, односно Матеја си ти се збунив, готово. Двете сте? Тамара. Јас сум Тамара остана. Тамара Ристовска. Многу дами на мал простор. Потенцијална експлозија на атомско јадро. Тоа е Никола Кузмановски и Татјана Алексич не може да ја сгрешиме, нели? Не може да ја сгрешиме. Добро утро до сите. Добро утро. Интересен настан, интересна приказна која што навистина вреди внимание и оставивме простор. Имате можност и прилика да ја прикажете, а затоа што вреди, јас и Бранко ќе стоиме, вие ќе седите, има што да кажете. Што е тоа сказно приказна? Зошто овој збор ја увековечи приказната? Сказно приказна е фактички вечната борба на доброто и на злото, дуализмот. Така што и улогите се поделени на добрите. Овде имаме тројца добрици и еден олош, мадам Круела де Вил. Затоа сте вие уцрно. Страшна и полека обраќајте се. Па затоа изгледа запнав на најавата, не има нешто подсвесно. За да може на децата да испратиме пораката дека сепак на крајот победува доброто, излегува Дора, или Јосона Дора, која ги спојува сите, дури имам и ангел и ѓавол на сцената, за да има малку динамика, диалектика во представата. Од тука и сказна и приказна се расправат нараторите, ќе биде сказна, не, ќе биде приказна, сказна, приказна, ајде ни моја, ни твоја сказно приказна. Да објасниме дека приказна е краток расказ за историски настани или измислени личности, што се пренесува од колено на колено, а сказна е усно предание на... Устно предание има волшебни елементи. И затоа го исковавте зборот во сказна приказна. Бајковите со волшебни елементи, така е. И кога фактички ова е идеја на нашата директорка Елена Старова Димитров, која ќе ја поздравиме, да, која пред 3 години фактички ја справна или секоја година, со години наназад мюзикли за сериозна публика и тие ги глумат им. И кога требаше да направам нешто за деца, ми беше предизвик да направам нешто, вика Алексич, нема случајно политика да си внела. Деца, Петар Пан, Пинокио, Црвенка, па Снежана. Бери ума, Алексич. Да. Браво. Добро, беше ли тешко, лесно, веднаш ли си избра екипата? Веќе тоа е. Ги бира визуелно, окативно, што се вели, по изглед. Значи, била Мразица, Црвенка, па врвот Нелката, Михаела е вака, раскошно бавица. Тамара едно неверојатно паметно и добро благородно дете, девојка веќе, меѓутоа знае да биде категорична глуми. Петар Пан, значи кога го предал прво на Петар Пан. Не требаше Петар Пан да биде миниатурен. Петар Пан не требаше да биде миниатурен. Ова е малку галофакс генерација, порасна. Ова е друга генерација. Петар Пан на хелиум. Така што баш се погодија по улогите и Дедо Мраз на Мило Нени Стаса тука. Тој е црногорец по потекло, нема да стаса на време Дедо Мраз. И решивте да не го... Да не го тормозиме со одспие, да биде одспан, релаксиран. Така што има еден добар состав, бргу ги уче улогите, најмногу се мача со самогласките, ги терав, значи прво беа као нека магија и не може да зборуваат. Петар Пан зборува со на бокото о, тоа баше тошко да зборуваат сото со моглуско. Црвенка па, односно да, Михаела зборува на буквата а, јас сам Цаванка па, ама не можам да збарам, сака баква моди на баквата а, таа е ташка и тоа им беше тешко. И се вежба, меѓутоа извежба за да можат на крајот да проговорат како што треба. И тоа се добри вежби за концентрација, не шатро јазик. Ајде да слушнеме, да видиме. Може ли нешто да не интерпретирате? Ајде со момчето прво да почнеме со господинот да видиме. Ајде Петре. Една од репликите ми е баш заменување на самогласките со о, на пример, ово воќе носо под носово, но можам воќе воко да зборам. О, со норвором. Направи човек овака по скопски. Чекай малку едно камера имамо са валеме луѓе кука. Браво, си кажеш, браво. А потоа објаснува која му е улогата. Добро, што значи твојата улога во ова представа да ја кажеш? Петар Пан, каде што во оваа ситуација за да биде некој комичен момент не може да лета. И прво излегување на сцена, Петар Пан обидувајќи се да лета, паѓа.
И станувајќи почнува да збори на самогласката како под магија. За да излезе на крај За да излезе на крај звончица. звончица и да не како да кажем поправи, не спаси сите. Да, жените не спасуваат. И не фрлаат и не креваат, така што тоа е. Судбината е И таква. всушност не ги слушаат родителите, затоа Петар Пан, Црвенка па, Снежана која гризнала од јаболкото отровно и тоа и затоа деца слушајте ги вашите родители и тоа е пораката на крај за да нели можете добро да поминете во И живот. лошотијата на И крај. Пинокио не Може прво слушал. добрите? Може прво добрите да го чуеме? Повелете, вие бевте Матеја Јовановска. Повелете со вашата реплика, јас вака ќе се помислам. Јас не зборам со одредена самогласка, меѓутоа мојот лик е таков да цело време е во конфликт со Дедо Мраз. Значи, јас измислувам. Добро утро. И јас сум постојано во конфликт, така што интерпретирајте, молам. Не знам, пример, ти не си вистинскиот Дедо Мраз, значи ти си Дедо Мраз, веќе, еве ти брада, јас можам да бидам Дедо Мраз, значи не можеш Да ти се да си Дедо расправа. Мраз. Погодени Се расправам цело време. Погодени се. Да, Ба, како беше во мали шишенца што се чува? парфем. Или измислувам. Што мирисаат убаво. Диамантите, професорки. Да. Во шишенце диаманти. Не, мали се такви, А, во се мали мали пакувања. диамантите се мали. Добро. Михаела Акимовска? Мојата улога е Црвенкапа и јас им се обраќам на непослушните дечиња и им кажувам јас сум Црвенкапа, цела време астата на ама да збарам, од страф, од валкат и тука веќе ги уклучуваме нив да ми кажат каде, дали да се плашам, дали не. И поентата на мојата улога е всушност да кажам дека треба да бидат послушни, дека треба да се ги слушаат родителите, да бидат насмејани, умни и добри, за да на крај имаат среќно детство. Што навистина е една прекрасна атмосфера на сцена. Права ми звезда на почетокот, сите се воодушевени, атмосферата се крева, што ви кажала дека навистина е убаво искуство за сите нас. За сите Инаку кои е што украсна елката врвот во златно, Да. прва две улоги има. Две улоги. Првата- Што имаме распеан хор. сум горе на сцената, пеам со хорот и после се презоблекувам за Црвенка. Хорот е елка фактички. Ако на сакаш која што Тамара Ристовска ти да не знам, може ти да не... Вака да си... Мара. целата каже реплика. Па јас се го најлошото, најомилената лошка, Круила Девил. И се представувам на сцената, им покажувам дека јас сум инфлуенсерка, модна икона, деца драги, внимавајте, јас сум таа што ги обожава бундите, вистинските, крзна, но вистински, јас не носам кич и вештачки. И Еко кожа. Еко кожа, Тоа тоа е е белјак. Да. И децата тука, нели, почнуваат каде се кутрињата, каде се кучињата, па нели... Браво за интерпретацијата на Во бунда Браво, облечена. браво ме Дечки, ни го воодушевивте. назовавте денот да се останете Каде до може крајот да на ве емисијата, гледаме? може? Денеска Јас Денеска сакам во да ве 10. гледам. Каде во Денеска 10? дојдете во Па имаме свечената време, сала ќе на- завршиме порано, ќе се Заедно јавиме одиме, во да, 9. директно. Режија, подгответе Дојдете. музика. Добро, освен денеска во 9, во 10 се извинам, кои ви се планувите? Во среда имавме едно, значи на 25. Да, фотографиите што ги имаме подготвено се од таа представа Тези што од таа, ни ги не, тези испрати. од предходните, А, уште предходната, не, аха. значи од Добро. предходните, трета година поред. Значи, не само во кај нас во свечената сала сме гостувале во КИЦ, културно-информативниот центар и таму преку 300-400 колку беа таму деца собрани. Сме одели во МНТ, во МОБ, значи сега во свечената сала решивме оваа година две представи. Значи ова е втора рунда денеска, првата беше среда на 25 сега на 27 и потоа иде оној едукативен дел, оној најубав, најхуманиот дел кога децата одиме заедно да ги носиме пакетчињата. Вчера бевме на детска клиника, денеска ќе одиме на детска хирургија, понеделник ќе одиме СОС детско село и Козли клиника и одат со децата, се сликаат, им даваат подароци. Значи собравме многу подароци, еве да пофалам официјално Елена Лука која донираше 30 пакетчиња од низиниот бренд за девојчиња, така што навистина тоа е она што велиме врв, круна на сиот овој труд и ангажман да развеселиме, да не смееме некого. Што значи цел овој труд, овој ангажман за Раде Јовчевски Корчај? И за Љубов. идните генерации. Љубов, шириме љубов. Значи Како- не е само учење, не е само Извинете што ви образование. упадна во збор, меѓутоа како успеавте овие математичари да ги натерате Да. да интерпретираат? Да. Обично се вели дека математиката и јазиците не се баш компатибилни и дека тие што се математичари се вакви.
Тоа се митови. Добро. Имаме и математичари кои се брилјантни, деца со го две развиваат хемисфери, тој мит. лева и десна хемисфера добро развиена. И јас се шегувам во почетокот, многу од нив ќе отида се запишат на финкетите ги на ФДУ. Викам сега родителите лом ќе ме направат, се пронаоѓаат преку вие представи и многу од децата кои биле во драмска секција се сега завршени веќе на факултет за драмска уметност или режија или актерство. И тоа е нешто убаво што ќе им остане понатаму. И мислам дека ова ќе се сеќаваат без оглед што е аматеризам, чист почувајќи од мене аматерот, меѓутоа е со љубов. Се ова со љубов, со нека енергија, го сакаат овој, ги сакаат овие проекти. За ние да ве пофалиме, да не се фалите не, самата. аматер сум, тоа е себе си. апсолутно аматер, нели, немам што, јас сум компаративка, немам врска со драма, со... Добро, кој момент најмногу ви е најголемиот предизвик и за вас? Моментот да ги изберете соодветните ликови, моментот на подготовката, моментот на целиот тој, па да, подготовка, цел тој труд кој што треба да се вложи, или моментот на самата изведба, кога целиот труд ќе дојде на виделина, кога круната на цел труд ќе е. Мене ми е најинтересна аудицијата, нив не е сигурно, кога ги терам да ладам, да глумат жени хистерични у климакс. Губат од часови? Саботи вежбаме. Значи сега губат, овие денови губат, Од овие нови генерации или што е со вас? Саботите, Да. тоа е предизвик, да собереш деца во сабота, секоја сабота од 10 до 11 Тинејџери? 12, тинејџери кои имаат сабота активности или имаат нешто одат на Да, курс. спијат затоа што дошле доцна од Како кој? сериозни активности се. Тамара може не веќе матурантка, најстара, можеби ќе нема исто други. Порано професор ќе почнуваат од 13-14 сега. Еве искуството е Зборувајте ми за тоа. Да. Tell me about. Не смеат овие деца така. Значи они мора да знаат што е, како е поред, мора прво се научи, да се иде во школа, па да се постигнат успеси, оценки, па тогаш останатото. Добри се, Крчагиновци се навистина, ние сме среќни наставници со овие деца, затоа што освен што се трудолюбиви, постигнуваат резултати по сите наставни предмети и спортски активности, ете испадна и добри интересни во актерскиот дел. Сите деца се добри, наставниот кадар ги создава квалитетните кадри. Тоа не бидете скромна тука, еве ние ќе потврдиме. Од наставниците и Главните професорите виновници. зависи се. Родителите немаат време, особено во ова турбулентно време. Децата не знаат како. Вие, професорите и наставниците, сте тука да ги насочите нашите деца и вам ви ги доверуваме. Да, И ви да. благодариме што Корчагин е такво школа како што е училиште. Исто, и ние сме Да. благодарни ако Ќе додадете уште нешто, уште некоја минута имаме, кој момент ви е највозбудлив? Хајде брзо, сите еден по еден. Петар Пан? Исто така постигнувањето на драмската секција со обичната школа, на пример, сега кога ќе направиме представата, после сето тоа, треба да се пресоблечам и одма да одговарам за вие тие оценки за предметот. За тие оценките што треба. Добро, Мене Тамара? најмилен дел ми е кога самата представа, кога ќе завршим с представата, потоа дечињата доаѓаат да се гушкаат, да се сликаат така цели во фазон, што е, нели, какви се цели со костуми, скукаат. Добро. Михаела? Најмилен дел ми е самата изведба. Целата таа атмосфера, сите сме возбудени, сите сме насмејани, чекаме реакции. Навистина прекрасно искуство и од едната и од другата страна. Љутиче, ти? Па мене најмногу ми се допаѓа целиот процес, тој процес на создавање, заради тоа што тука се случува таа една дружба и едно спојување на различни карактери. Тоа најмногу ми се допаѓа. Точно Матеја 8 ни е часа. полупрофесионалец, значи ние учиме од неа. Оди, кажи Матеја, кај одиш во која школа, Да, попали одам неа кај беби. Весна Петрушевска во Браво, школа. браво. Добро, искуството си го прави своето. 8 часот точно? Благодариме. Исто и ние. Благодариме Благодариме за на вас. гостувањето.